Дали третолигашите новото првенство ќе го започнат на 9 или на 16 септември и дали воопшто ќе го започнат, во многу зависи од тоа колку клубови ќе обезбедат пари за котизацијата која им е најтежок финансиски товар. Некои од нив велат дека барале да ја плаќаат на рати, како ќе обезбедат средства. Други пак се децидни дека не се во можност да соберат толку пари. Оние што имаат за останати долгови бараат бришање, односно простување на истите и се така до недоглед. Како стојат работите пред стартот на новото првенство, на Осогово најмалку му одговара неизвестноста дали третолигашите ќе одиграат редовно и регуларно првенство. Првенствено затоа што како изразит фаворит се надеваат на освојување на првото место и експресно враќање меѓу второлигашите. Нешто слично како Кит Го минатата фудбалска сезона кога Пешчевци помагаат други клубови да го одиграат првенството и настојуваа по секоја цена тоа да има успешна завршница. Инаку проблематичната котизација порано или подоцна мора да дојде на дневен ред на општинските фудбалски сојузи и на Фудбалската федерација на Македонија, бидејќи е главна пречка за неиграње фудбал на многу терени ширум Македонија. Доколку се најде некое посоодветно решение, сосема сигурно е дека многу клубови во помалите градчиња и села ќе се активираат, како на пример Слога Горни Подлог, Зрновка, Партизан Грдовци и други.